Понеделник, 27 март, кратки вести во 12 часот. Започна летниот ред на летови. Најавени се нови авиолинии од домашните аеродроми. Од јуни Ер Србија ќе сообраќај на релација Белград-Охрид 4 пати неделно. Тука се и традиционалните дестинации до кои се лета во текот на летната сезона: Амстердам, Мастрихт, Варшава и Катовице. Според актуелниот ред на летање од Охридскиот аеродром сообраќаат 6 авиокомпании до 9 дестинации. Нови авиолинии во државава се очекуваат со повикот за доделување субвенции, што завршува во петок, 31 март. Поддршката ќе изнесува 7 евра по патник превезен од меѓународниот аеродром Скопје и 4,5 евра по патник од аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид. Денеска се одбележува Светскиот ден на театарот 27 март. Возобновувањето на театарскиот живот во Охрид има историска димензија не само за охриѓани и за тимот актери, туку и за љубителите на театарот. Огромно е задоволството да се застане на штиците што живот значат. Во оваа форма, како национална установа во рамки на Центарот за култура, Народниот театар Охрид обстојува од 2011 година по долгогодишни иницијативи во Охрид да се возобнови професионалниот театар. По повод Светскиот ден на театарот, вечерва од 20 часот во Центарот за култура ќе биде изведена представата Енергични луѓе. Тимот Ерлаја, во кој членува и охриѓанецот Александар Цацанито Ќулуковски, ќе учествува на светското првенство во Романија, откако двократните европски и светски прваци трета година поред ја потврдија доминацијата на македонската Counter-Strike Global Offensive сцена. Романија доаѓаме по уште едно злато, порача од македонската еспорт федерација. Во декември лани македонската Counter-Strike Global Offensive репрезентација беше најдобра на светското првенство на меѓународната еспорт федерација, што се одржа офлайн во Бали, Индонезија, кога Македонија со 3:1 беше подобра од Монголија. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.